Премиерската битка ќе се води во првата изборна единица. Кандидатите и главни фаворити за шефовското столчење Линданска, Христијан Мицкоски и Димитар Ковачевски ќе бидат носители во КЕЦ, потврди премиерот, кој се уште не открива кој ќе биде кандидат на неговата партија за председател, дали актуелниот Стево Пендаровски, Оливер Спасовски или некој трет. Ја не можам да дадам коментар и да ја наведувам дискусијата во партијата за тоа кој ќе биде председателскиот кандидат. Тоа сметам дека е неетички и сметам дека е недругарски. Зошто? Бидејќи процесот на номинирање на председателски кандидат во СДСМ е статутарно определен. Претходно лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски потврди дека битката за премиерското столче ќе ја води како носител во првата изборна единица. Јас сум роден во Скопје, тука сум израснат, живеам во општина Карпош. Општина Карпош е дел од изборната единица 1 и логично е да биде тоа практично единицата во која што би ја предводил листата на ВМРО ДПМН коалицијата. Инаку, додека партиите се подготвуваат за изборите, почнува да се ситни владината коалиција, додека СДСМ се обидуваат до оформат како што го нарекуваат Европски фронт, каде го сакаат и ДУИ, остануваат без дел од коалицијските партнери. Ковачевски останува без достоинство на Стојанче Ангелов, кој кажа дека потврдиле како влада и соработката со СДСМ била минато. Незадоволство од власта изрази и претседателката на Дом Маја Морачанин. Таа кажа дека некои младија напуштаат државата поради тоа што не сакаат да живеат во држава каде што има изразена корупција и каде не секој има подеднакви можности, но сепак ќе преговарале за останување во коалиција со СДСМ.